Благодарам, председателке. За да не се доведеме во ситуација како што се доведовме со уставните судии. Знаете дека при изборот на уставните судии од состојба за која што не бевте директно вие лично виновни, се одолговлекуваше изборот на уставни судии, па на крај дојдовме до една постапка која што не е видена во демократските кругови во земјите, односно се гласа по завршувањето уствари на средина на точка, односно незавршена интервју, односно дискусии по уставните суди. Еве, сега повторно се доведуваме во ситуација да на точка на дневен ред, а тоа е избор на член на Совет на јавни обвинители, по завршувањето за дискусијата за првиот член, пристапиме кон гласање. Имено заради македонската јавност морам да потенцирам дека на овој оглас, кој што е распишан од страна на Собранието по одлука на Комисијата за избори и именувања, пријавени се 3 кандидати и сега ние, денеска, по завршувањето на дискусијата за првиот кандидат, владеачкото мнозинство, стално, кршејќи процедурата, ќе сака да се гласа за првиот кандидат. Со што се ускратува можноста да се дискутира и да се разгледаат и другите двајца кандидати. Со тоа што очигледно дека овој партиски и коалицијски избран кандидат треба да го помине филтерот на комисијата прв, замислете прв, ние односно вие ќе сакате да пристапите кон гласање по оваа точка. На македонската јавност јасно е зошто довербата во судството е на срамни 3%, затоа што изборот не се прави онака како што треба, а тоа е по дискусија во комисијата да се убедат пратениците па да гласаат за најдобриот кандидат. Туку изборот ќе го вршиме во партиско-коалицијските кујни и затоа ова е пример по она што ни се случи со судски совет и што уште ни се случува како една турска серија, значи во серии. Исто така ви беа сервирани двајца кандидати за председатели на судски совет, кои што и двајцата заминаа неславно, меѓутоа и двајцата оставија по еден трак, а тоа е дека не сакаат повеќе да бидат дел од некои шеми, судско, бизнис, елити, притисоци, закани и слично. И сега повторно, знаејќи во која ситуација се наоѓаме, барајќи од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН информации за состојбите со судскиот совет, точка која што се наоѓа заглавена на некоја седница, не сакајќи да дискутирате за истата, продолжуваме во истиот контекст, по истиот терк, а тоа е избор на член на Совет за јавни обвинители. И што се случува? Имаме 2 огласи. Денеска зборувавме по првиот оглас, на кој што се пријавени Кети Петкова, Светлана Жупановска, се извинувам, и Митко, како беше, Митрески. Со изборот на Светлана Жупановска, очигледно интенцијата ваша е да Светлана Жупановска постане член од Советот за јавни обвинители, овој оглас за избор на еден член од тројцата пријавени да се затвори. Со тоа е ускратуваме можноста на овие другиве 2 члена да се продискутира за нив, да ги видиме ние како пратеници, да ги види македонската јавност, да излезат надвор од сенката на анонимноста, па да продискутираме и ние, и Фела, и други. Ние ќе го направиме изборот, со што оваа точка понатаму ја правиме да нема потреба да продолжи, односно со изборот на овој член ние завршуваме со оваа точка. Парадоксот да биде поголем, второ пријавената, односно Кети Петкова, е единствен кандидат на вториот оглас на оваа седница на точката за која што треба да зборува. И сега, Кети Петкова е кандидат кој што пред одреден временски период од истиот Совет на јавни обвинители е разрешена како обвинител и истава Кети Петкова, по втората точка, тоа ќе го дискутирам после, треба да се јави како предлог за
член во Советот на јавни обвинители. Замислете о парадоксот. Човек кој што од фелата е тргнат поради, не би навлегувал во детали, е разрешен од функцијата јавен обвинител, сака да биде еден од шефовите у Советот за јавни обвинители. Замислете како сега тој човек, полн со фрустрации, затоа што бил разрешен во одреден временски период од фелата, ќе се врати како шеф со сите алатки за дисциплинирање на колегите советници. Меѓутоа, ќе ја коментираме покасно. Сега зборуваме за Светлана Жупановска, која што е дипломиран правник со положен правосуден испит и која што, замислете, работи како судски соработник во Основен граѓански суд Скопје. Судски соработник во Основен граѓански суд Скопје. По закон има право да конкурира, ама дали не сметате дека 3% довербата во судството нас не ни дава толкова комоција за секој кој што има желба да стане член на одредено тело, кое што има за цел контрола на работењето и функционирањето на судството, да ние му исполнуваме партиската желба и да добие партиска согласност, колеги пратеници, да биде дел од такво тело. Срамота е и не е коректно прво према нас, затоа што тука оваа точка по мене треба да се разгледаат сите три предлога, па потоа да се пристапи на гласање. Еве, јас сега ќе прашам хипотетички. Што ако ја гласаме оваа, и ако побараме, инсистираме и вие се сложите да ги издискутираме и другите два кандидати, еден, затоа што Митко ги има повлечено документите, да ја продискутираме и Кети Петкова, и мнозинството од пратеници, не водено од партиските интереси, ги изгласа и Кети Петкова дека заслужува да биде дел од Советот на јавни обвинители. Ќе фрламе паричка по тоа која да влезе од тие два кандидати или како ќе го направиме изборот? Некоректно е прво према нив, затоа што со оваа неспособност, непрофесионалност и нестручност која што почнува да представува главен критериум на власта за седнување на местото на некоја функција, во случајов Совет на јавни обвинители, е приоритетно пред сето она што треба да го работиме. Кај нас проблемот тука во собранието е непочитувањето на процедури, се ускратува можноста на пратениците да говориме за дебата за сите кандидати, за власта не е важна транспарентноста, ниту процедурите, ниту деловникот, а најмалку па професионалноста и стручноста на кандидатите, и на вистина е загрижувачки кога ние при избор на кандидати ние барем не ги подигнеме малку критериумите, односно изборот да не го правиме на секој едно пријавен, туку ако веќе довербата во судството е на минорни 3%, дека ако веќе странски амбасади откажуваат проекти и финансирање на проекти во делот на судството, барем ние да се запрашаме и да кажеме каде се движи овој воз. Овој воз излезен одамно од шините, тие основните шини по кои што треба да се движи. Очигледно, единствено во интерес на владеачкото мнозинство е да стави подобни кадри, кои што за краток временски период ќе ја бранат оваа постоечка власт од судски прогони и предмети, затоа што свесни се поголем дел од луѓето кои што се дел од функционерите во оваа држава, дека се имаат длабоко огрешено пред законите во оваа држава и дека понатаму ќе треба да се спасуваат кој како знае, и затоа се размислува за поставување на вакви кадри. Затоа, колешке, председателке на оваа комисија, да скратам, сметам дека ја кршите процедурата, дека треба да дозволите да се завршат дискусиите за сите, не само на оваа точка, туку и општо на сите точки, за сите кандидати, да им дадеме еднаква можност и третман, а потоа на крајот секој пратеник, во зависност од своето одлучување, да гласа за одреден број на пратеници. Вака, со ова вие ја затварате целата оваа седница. Со гласањето за Светлана Жупановска затвараме можност за дискусија за другите, затоа што е безпредметно по овој оглас број 1, а пак со тргањето на Светлана Жупановска и изборот нејзин,
На вториот оглас останува Кети Петкова како единствен кандидат. Мој предлог беше и да се поништи огласот, затоа што конкурентноста е тука намалена и не постои. И на тој начин нема да можеме да направиме правилен избор од квалитет. Затоа што Кети Петкова е еден, меѓутоа вас тоа не ве интересира. Вас луѓето кои што ви ги дадоа од партиските штабови треба да ги изгласате. Сигурни сте дека утре ќе ве бранат. Можеби нема да ве бранат како Весна Дамева и Црвенковска на почетокот, меѓутоа сигурен сум дека и овие во Советот за јавни обвинители ќе завршат на начин на кој што завршија исто така сервирани од партиските кујни и штабови кандидати и на крајот нема да бидат во можност да се носат со тежината, односно товарот кој што го носи овие функции, а одговорноста за нефункционирањето на овие совети и совет на обвинители и советот на суди ќе носиме и ние заедно, затоа што изборот го правиме ние. Вие сте на чекор, треба да одлучите дали ќе дозволите демократски да заврши дискусијата по овие представници, односно кандидати за Совет за јавни обвинители. Доколку планирате да опрекршите правилото, односно можности и процедурата за дискусија за сите, најавувам дека за точкава во делот на гласањето ВМРО-ДПМН нема да гласа. И ќе ве оставиме сами да се погледнете во очи тие што ќе дигнете раци, за која ќе биде обвинуван овој Совет на јавни обвинители, да можеме лесно со прст да покажеме на секој од вас дека дел од одговорноста за состојбата во судството или во Советот за јавни обвинители или во Советот на судии го имате и вие. Ќе завршам тука, одговорноста е ваша, а за втората точка огласот ќе се јавиме за на македонската јавност да можеме да и представиме за какви кадри зборуваме ние на комисијска расправа и зошто довербата во судството од страна на граѓаните ни е на ниво на статистичка грешка. Благодарам.